Јасмина Јошевска е наша поетеса и голем хуманист. Незините промоции на книги најчесто се големи настани од хуманитарен карактер со многу публика, убава поезија, музика и хумана мисија. Така планирала и овој пат. На 16 март закажала хуманитарен настан на кој ќе ја промовира својата најнова книга Анатомија на речта. Собраните средства ќе ги донира на клиника за купување апарат за децата болни од цистична фиброза, а присутните на настанот ќе ги изненади со настап на нашата музичка група ДНК. Но кобниот 16 март сруши многу планови, многу соништа и надежи. Таа сепак реши да го одржи настанот, водена од хуманоста, која и незините идоли ја имаа во себе. Сега, за да дојдам до реализација на еден настан, треба убава подготовка, се до некој совршенство да се донесе. Меѓутоа, 16.3. беше ден кога требаше да се случи мојот настан. ДНК бе изненадувањето за мојот роден ден. Јас никогаш нема да го заборавам тој ден, затоа што роден денот ми стана пекол. Дај Боже настанот да се поместеше и да се случеше нешто друго наместо тоа што се случи, затоа што е преголема загубата на децата кои загина, на членовите на ДНК. Не е тоа само дека требало да дојдат кај мене, него просто кога ти веќе имаш некој случување тој ден, а се тоа се случи, едноставно голем дел од себе, мислам дека го немам, умре тој ден. Меѓутоа, она што ме натера да застанам и размислам дали ќе го направам повторно настанот кој треба да го направам, тоа е прашањата на луѓето, ајде кога ќе биде, затоа што некој сепак чека на тебе. Со продажбата на книгата, средствата се наменети за купување на апарат за децата со цистична фиброза при клиника во Скопје. И си кажав себе си, се уште некој чека на тебе и преку потребно е тоа. Се работи за деца кои што треба да го имаат сонцето кој свети за сите исто. Така да и тие членови на ДНК беа луѓе кои беа прехумани. Тоа ми даде мотив повеќе да го реорганизирам за брзо, да не чекам да дојде мај, да не чекам да дојде јуни, зашто не е обична промоција на книга, а самата книга, токму таа анатомија во која јас длабоко навлегувам, дури и онака не само емотивно, туку филозофски ја барам смислата на денешното постоење, како луѓето се уште се носат со површни врски и материјални работи, колку тие им значат во овој живот, и зошто се уште врската која треба да имаат на човечност не ја нашле во себе, кај поголемиот дел, да речам, од населението. Ја прашавме Јасмина што покажа незината анатомија на речта, на што не учи зборот, колку е тој моќен. Длабоко продирам со самата книга до размислата дека мостот кој го поставувам помеѓу читателот и мене е оној спој кој што зборот е еден, меѓутоа треба да се разбере убаво и добро и да го побарам она во човекот што постои за да се спознае самиот дали е на прав пат и дали значи ова ја што го пишувам, дали тој може да го прочита, дали навистина ќе ја разбере мојата порака. Зашто се уште барам човечноста на секаде. Да, јас сум таа што си ја распостила душата, никој не сакам да се валка каде гази, не бирам кој е, што е, граница на години и такви работи. Меѓутоа, понесот за да повторно го направам се това, и токму тоа, хуманоста, мисијата која имам во животот, тоа е 11-то дело, трет настан во Скопје, така да се надевам дека ќе има добар одзив на публиката, да направиме нешто повеќе, да се што побројни. Настанот ќе се случува на 6.4, токму овде во хотел Лимак, во 13 часот. Поканата е за секого, вратите се отворени за секого. Се надевам вреди да се дојди, да се направи нешто повеќе, нека види секој дека можеме многу повеќе. Ние сме народ кој навистина знае да го направи настанот да биде доволно добар за да можам достојно и пристојно да постојам. Настанот воопшто и дел од поезијата на Јасмина ќе бидат посветени на жртвите од трагедијата во Кочани. Да напоменам дека самиот почеток на настанот ќе започне со посвета на сите жртви од Кочани и на членовите на ДНК кои ги изгубивме.
затоа што треба и да се заблагодариме што постоја во едно време и невреме. Ни ги отворија очите за многу работи, испишаа убави песни, а со нивната музика ќе постоиме додека дишиме. Се надевам дека и ова што ќе го прочитам ќе допре до луѓето. Молитвено. За росам на денот, низ остарена представа за очиве уморни од плач. Зар тишината во метри брои спокој? О, спокој има ли во ехото, каде одбројувам часови доцни за надоаѓање периодично да се говори, завиена во аглите каде се двои месецот млад. С ништа неодсонувани ме разбркуваат, каде интерес има повикот само за нова молитва. Молитвите, емпатијата, поддршката, а понекогаш и само зборот може да покаже и помогне многу.